Благодарам. Без разлика дали има предвидени средства или нема и кога тие ќе бидат, ако се земе предвид фактот дека Социјалдемократскиот сојуз буквално партиципира во власт од 2015 година, па преку буквална власт од 2016 наваму, значи 4 години е еден период кој не се направи ништо. Евидентна власт од 2 години, претходно како техничка влада 2 години, 4 години. Нови луѓе не може да чекаме некој да аплицира, да прави, моравме да интервенираме како пратеници со колегата Мицевски, да побараме, бидејќи се работи за едно населено место, сакам да знаете, повеќе укажувам на колегите пратеници на вас како Министерство за финанси, да знаете што се случува. Тоа е населено место надвор Штип во делот кон општина Карвинци. Многу важно, бидејќи таму има многу луѓе што живеат, многу дечиња, и во тој дел претходната влада, локалната самоуправа се потруди да ги приклучи со градскиот водовод, се направи таа можност. Граѓаните сега имат многу посигурна и побезбедна вода за пиење. Дополнително поголем дел од улиците се асфалтирани внатрешно во населбата Карорман. Понатаму исто така се направи и поголем дел од канализацијата. Меѓутоа, за жал, сега дел од тоа што требаше како улиците да се продолжи направат, не се продолжи, не се направени. Апелирам во тој правец. Исто така и во делот на канализацијата, кои што кај одредени делови од населбата не се заврши. Сега зашто се работи? Тој дел е регионален. Од Штип, од населбата Баби кон општина Карвинци. И многу важен. И кога тоа се минува низ средината на населеното место Карорман. Зошто го бараме тој тротоар? Бидејќи често пати тука е тесен патот и се изложени на ризик дечињата, жителите од таа населба. Со решавањето на овој проблем, со правењето на овој тротоар, мислам дека на некој начин ќе се направи поголема безбедност на граѓаните во тоа населено место. Така да, многу е важен, од безбедносен карактер. 3 милиони денари си. Дајте, одважите се, ќе направите голема хумана работа за граѓаните на тоа населено место Карорман таму. Не сте свесни дека колку, значи како да сте дале некаде така заедно што викаме. Значи 3 милиони денари се 50.000 евра се опрашни. Значи имате идеална шанса и тука многу ќе се помогне на тоа населено место, бидејќи тука се движат многу возила и кон општината Карвинци од тој дел, а ни се многу важни тие населени места. Ние направивме колку можевме до тој момент, до тука, ми ги то рекол заради некои објективни причини, застана, власта е ваша и тука повеќе не можеме. Не можеме да чекаме сега некој да аплицира и понатаму ќе помине власта, ќе ви помине времето, пак ќе дојде ред, пак вам мора да дојде на ред да ги решава проблемите на тоа населено место. Така да сега ви е идеална шанса и ќе бидете запаметени како власт која на некој начин помогнала во тој дел. А таму гравитираат многу луѓе од кон планината Плачковици, кон општината Карвинци, тука и патот се оди заобиколен и кон Кочани, така да мислам дека е многу фреквентен и многу важен. Ве замолувам сите вас да дадете поддршка за овој амандман. Благодарам.